Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН го покажа своето вистинско лице. Преку недонесувањето на буџетот на општината за 2020 година, покажа дека воопшто не се грижи за граѓаните на Газибаба. Единствено важно им е нивниот партиски криминален интерес. ВМРО ДПМН, партијата која повеќе од 22 години ја раководеше општина Газибаба и која на последните локални избори доби големо не од граѓаните поради тоа што ништо, ама баш ништо, нема направено за општината. Сега се дрзна за да ја закочи целосно работата на општината. Недонесувањето на буџетот за 2020 година значи дека општината нема да може да ги извршува своите обврски. Значи дека на сила ќе мора да стапи времено финансирање во рок од 3 месеци. ВМРО ДПМН, партијата која со години ја пустошеше државата и општината, сега безмилосно удира по граѓаните на општина Газибаба. Немањето на буџет значи дека нема да може да продолжи навременото градење на градинката во Стајковци, да започне изградбата на фекалната канализација во населените места Гоце Делчев, Црешево и Смилковци. Општината нема да има средства да изврши ревитализација на каптажите во Раштак и во Булашани. Нема да може конечно да се изградат улиците во новата населба Хиподром 2. Недонесувањето на буџетот значи целосно закочување на подготовката на проектите за изградба на нови 4 детски градинки во Сингилич, Инџиково, Керамидница и Трубарево. Блокирани се и подготовките за изградба на спортски сали во основното училиште Кирил и Методи и основното училиште Наум Охридски. Закочена е изградбата на монтажните гаражи во автокоманда кои беа предвидени со буџетот за 2020 година. Не може да се врши сервисирање на уличното осветлување, ниту пак да се започне нов проект. Со тоа на директна штета на граѓаните. Господа од ВМРО ДПМН, ова ли беше вашата обнова на државата која ја нудите? Ако во вашето работење сите тие 20 години не сте покажале резултати и сте оставиле населени места без вода и канализација, без нормални услови за живот, тогаш оставете не, ние што покажуваме дека се грижиме за граѓаните, да работиме. Граѓаните на Газибаба знаат дека во овие 2 години работите тргнаа, дека општината оди кон подобро и токму тоа е нивната болка. Почитувани граѓани, јас довербата од вас сум ја добил за да работам во интерес на граѓаните. Да создавам проекти кои ќе го подобрат животот на сите во општината. Од тоа не бегам и заедно со вас продолжувам понатаму. Но јас немам намера повеќе да се молам со советниците на ВМРО ДПМН пред секоја седница. Моја и обврска на секој советник е да работи во интерес на граѓаните, а не на партијата. Почитувани граѓани, барам поддршка од вас, конечно да го сопреме ова лудило, да им ставиме крај на блокадите и лудоста на ВМРО ДПМН, кои поради советник повеќе мислат дека можат да прават што сакаат. Затоа ве повикувам заедно да се избориме против нивната блокада. Ајде заедно да ја ослободиме општината.